Да, се враќаме назад со останатите содржини предвидени за ово утринско издание на Здраво Македонија. Го одбележуваме и Светскиот ден на аутизмот. Член на Македонскиот научно здружение за аутизам е моја гостинка ова утро, Александра Карагинова, која што ни кажа дека оваа година Македонскиот научно здружение ќе го прослави своето 22 годишно постоење, но секако дека имаат и најразлични активности. Ке зборуваме за стереотипите, за се она што секако можат и се соочуваат и децата и родителите со аутизам. Александра, добро утро за тебе. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Да, ти благодараме ова утро што си со нас. Ти си специјален едукатор, член на Македонското научно здружение на аутизмот, кој што одбележува 22 години, и на 2 април е Светскиот ден признан од Обединетите нации како ден на аутизмот. Кои се најчестите оние, да кажеме, проблеми, стереотипи со кои што се соочува и таа здруженијето овдека во нашето општество? Така, оваа година, како што споменавте, прославуваме 22 години постоење на Македонското научно здружение за аутизам, 22 години максимална посветена работа во полето на аутизмологијата. Морам да напоменам дека Македонското научно здружение или МНЗА е национална асоциација која што е составена од врвни професионалци и навистина се трудиме да излеземе во пресрет и да помогнеме на сите деца кои што се во спектарот на аутизам и на нивните родители. Значи, наш приоритет и наша цел се децата со аутизам и нивните семејства, за да бидеме осигурани дека ги уживаат своите права и дека живеат квалитетен и исполнет живот. Со кои проблеми се соочува? Па видете, тука би говорела малку повеќе од пракса како специјален едукатор и рехабилитатор. Ние во нашата држава реално имаме проблем најпрво со поставување на таа диагноза. Навистина многу доцна се чека додека да се постави таа диагноза дека е аутизам. Морам да нагласам дека во последно време и почнавме да добиваме диагнозата како диагноза аутизам. Претходно сето тоа одеше во некои различни правци, беа категоризирани како развојни дисфазии и слично, што е сосема нешто различно од аутизмот и родителите губеа навистина доста време. Проблем имаме исто така. Време не сакајќи да се соочат со реалноста или во тешкото поставување на диагнозата? Мислам дека повеќе е проблемот околу лутањето на оние докторски врати и слично. Најчесто и не знаат каде треба да се обратат. Ние како практичари, како специјални едукатори, рехабилитатори, дали е тоа и логопед и психолог, немаме ингеренции за да ја воспоставиме диагнозата. Сепак тоа треба да го направи лекар, кој што може да ја донесе диагнозата аутизам. Генерално само ги препознавате и потоа? Ние сме практичари. Ние сме практичари, да. Ние сме практичари и ние сме главни носители на целиот тој процес, иако тука нели бидејќи тоа е синџир на целосна и комплетна работа, тука многу ни се важни и родителите и многу е важен моментот да родителите ја прифатат диагнозата, да се соочат со реалноста што навистина е таква. Затоа и ние секогаш како Македонско научно здружение и нудиме помош и отворена соработка за да можат родителите и полесно да ја прифатат состојбата и диагнозата на нивните деца. Кога ќе го прифатат сите тоа и кога се делете од овие сите проекти кои што ги правите, им помагали потоа колку успевате да го подобрат своето секојдневие соочување со реалноста, со аутизмот, живењето со аутизмот, па и дечињата нели во сето тоа? Така, тоа е еден реално долг и макотрпен процес, бидејќи ние имаме тенденција да ја работиме онаа рана интервенција, да почнеме со децата со работа од најмала возраст. Прво имаме потешкотија нели околу адаптацијата, додека детето ги прифати терапевтите, додека се научи како да соработува. Потоа имаме нели отворена соработка со родителите, како тие да работат дома, што треба плюс дополнително да се прави и нормално како растат понатаму децата, ние сме тука токму за да го олесниме тој пристап, нели кога ќе тргнат веќе кога постои онаа транзиција од градинка во поаѓање во училиште, да олесниме токму таа транзиција. Постоиме нели како научно здружение, споменавте, ние работиме и на доста проекти кои што во моментов се активни.
Морам да напоменам дека во изминатиот период беа одржани младински хабови за лица со аутизам, значи тоа беа фатени лица кои што се над 18 годишна возраст, иако за жал некако како да се подзаборавени оние лица со аутизам кои што веќе го поминуваат пубертетот и своето средно образование, нели иако треба да бидат и вработувани и работоспособни. Беа одржувани тие младински хабови во Скопје и во Прилеп, требаше и во Гостивар да се одржат, но поради некои технички причини не беа одржани во Гостивар. Поминавме супер и одлично. Исто така во моментов ни е активен и проектот за Friendly Spaces аутизам, односно пријателски места или простори за аутизам. Во моментов ги подпишуваме договорите со одредени маркети, ресторани, еве и со кинотека на Република Македонија исто така имавме договор. Таму требаше да се одржи и настанот кој што беше предвиден во текот на утрешниот ден. Требаше да имаме кинопроекција на филмот Стела, но за жал поради технички причини морам да најавам дека настанот е откажан. Тоа го разбравме токму вчера и објавивме веќе на нашите социјални мрежи. Поентата е поентата на овој проект за Autism Friendly Spaces е да им биде полесно на лицата со аутизам кога ќе ги посетат тие ресторани, простори и слично. Исто така во тек ни е проектот со Република Турција за како да ги оспособиме лицата со аутизам и интелектуална попреченост да се снаоѓаат кога има непогоди, катастрофи како земјотреси, поплави и слично, како да го канализираат сето тоа што го чувствуваат и како да се справат со истото. Исто така ни е активен проектот за инклузија преку социјални вештини на лицата со аутизам и интелектуална попреченост и морам да го нагласам сега овој последниот. Сите овие проекти се Erasmus Plus проекти и последниот проект ни е за дигитално образование, односно имплементација на дигиталните онлайн алатки за лицата со аутизам и интелектуална попреченост. Така сите овие проекти ги вклучуваат оние кои што да кажем, нели се соочуваат со аутизмот. Дали имате проекти каде што ги едуцирате и оние кои што сме дел, да кажеме, од другиот во кој контекст ве прашам во онаа смисла, бидејќи кога имаме различност кај луѓето не треба нели да веднаш да мислиме на нешто лошо, различностите не значи лоши луѓе, да едноставно можеме сите да се прифатиме меѓусебно и да ги разбиеме сите тие стереотипи. Изминатата година имавме проект, беше на ниво на општина Карпош, ги едуциравме и ги обучувавме сите вработени наставници во училишните установи и во предучилишните установи да можат да осознаат што представува аутизмот, со каков е спектарот на аутизмот, со какви предизвици се соочуваат децата со аутизам, да можат полесно да препознаат, па да упатат родител, да побара стручна помош. Лани баш се одвиваше тој проект. Исто така имавме и проект за холистички пристап, каде што обучувавме и професионалци во тој дел, така да никогаш не оставаме ништо на случајност и гледаме навистина да бидеме покриени во секој дел. Ние постојано на нашите социјални мрежи објавуваме за сите наши случувања и секој кој што е заинтересиран може да се приклучи и да не поддржи. Веќе еве една година традиционално одржуваме и вебинари со најпознати и реномирани светски имиња кои што работат во полето на аутизмологијата. Во текот на вчерашниот ден беше одржан и 11-тиот вебинар, така да тоа се врвни имиња од Соединетите Американски држави, Англија, Шведска, тоа се високо рангирани универзитети, така да пристапот е слободен, не се плаќа никаква котизација. Значи сите оние кои што сакаат да следат науката и да ја поддржат, можат слободно да ни се приклучат. Така, во порасли е аутизмот во нашата земја за изминативе години? Кои се оние нели главни, ако можеме да кажеме, карактеристики? За жал се уште причини конкретни за зошто се појавува аутизам не може да се кажат. Која е најраната возраст, али оние генерални некои пошто може да се препознае? Така, ние оваа година како Македонско научно здружение сме повторно вклучени во онлайн кампањата на Аутизам Европа, каде што мислам главната цел е да се добие оној холистички пристап на лицето со аутизам и пак ќе напоменам дека треба да бидеме осигурени дека ги уживаат своите права и живеат максимален исполнет живот. Во кампањата ни беа вклучени навистина доста интересни банери и содржини кои што беа споделувани изминатава недела.
Имаше доста интересен текст каде што во моментов се проценува дека околу 7 милиони луѓе во Европа го имаат спектарот на аутизам, значи сепак тоа е спектар и сите различно го доживуваат спектарот. Значи и кај нас во пораст таа бројка, еве јас и од страна како специјален едукатор и рехабилитатор ќе го потврдам. Сето тоа во светот навистина диагностицирањето и работата на овие деца е навистина во многу ран период. Кај нас, да не се повторувам, нели, сето тоа се одвива малку подоцна, но со текот на времето навистина се трудиме сите заеднички кои што работиме во ова поле да имаме тенденција да ја имплементираме таа рана интервенција и рано да се интервенира за да можеме потоа полесно да им овозможиме на лицата со аутизам да имаат поквалитетен живот. Така, Александра, ти благодарам многу што беше дел од ово утринско издание на Здраво Македонија, што еве заеднички го одбележуваме светскиот ден на аутизмот и секако ви посакуваме и понатаму успеси со сите проекти кои што ги имате. Ве благодарам и вам.